Евангелие според Матеј, прва глава. Книга за родословот на Исус Христос, син Давидов, син Авраамов. Авраам го роди Исак, Исак го роди Јаков, а Јаков го роди Јуда и неговите браќа. Јуда ги роди Фарес и Зара со Тамара. Фарес го роди Есром, а Есром го роди Арам. Арам го роди Аминадав, Аминадав го роди Наасон, а Наасон го роди Салмон. Салмон го роди Вооз со Раав, Вооз го роди Овид со Рута, а Овид го роди Јесеј. Јесеј го роди царот Давид, а царот Давид со жената на Урија го роди Соломон. Соломон го роди Роавом, Роавом го роди Авија, а Авија го роди Аса. Аса го роди Јосафат, Јосафат го роди Јорам, а Јорам го роди Озија. Озија го роди Јоатам, Јоатам го роди Ахаз, а Ахаз го роди Езекија. Езекија го роди Манасија, Манасија го роди Амон, а Амон го роди Јосија. Јосија го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. А по вавилонското преселување Јехонија го роди Салатиил, а Саатиил го роди Зоровавел. Зоровавел го роди Авиуд, а Авиуд го роди Елијаким, а Елијаким го роди Азор. Азор го роди Садок, Садок го роди Ахим, а Ахим го роди Елиуд. Елиуд го роди Елеазар, Елеазар го роди Матан, а Матан го роди Јаков. Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. И така, сите родови од Аврам до Давид се 14, и од Давид до преселувањето во Вавилон се 14 родови. И од преселувањето вавилонско до Христос родови 14. А раѓањето на Исус Христос стана вака. Посвршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека зачнала од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја отпушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави насон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја примиш Марија, твојата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот кој вели: Ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја прими за своја жена. И не се доближи до неа, додека таа не го роди својот првороден син и го нарече Исус.